Драги гледачи, ова утро зборуваме за позитивните мисли, но колку позитивните мисли може да допринесат и до контраефект. Со мене ова утро госпоѓа Валентина Апостоловска-Ѓоргиевска, која што ќе ни зборува на оваа тема, сертифициран хипнотерапевт, да слушнаме колку можат и тие позитивни очекувања, позитивни мисли да допринесат до контраефект. Добро утро. Добре дојдовте. Мило ми е што сте повторно кај мене и се надевам дека моите зборови ќе направат некаква промена кај гледачите и ќе им отворат некои нови спознанија. Ќе имаат некаква корист од истите. Во момент кога ќе дојдете вие во некакво страдање, во некоја состојба или болест, најчесто што слушате од блиските, биди оптимистичен, мисли позитивно, тоа еден дел е точно, но во поголемиот дел не е така. Најчесто ние што правиме како луѓе, како човечка раса да речам, се обраќаме надвор од нас. Бараме решенија надвор од нас. Ниеден момент не се успокојуваме, да се осамиме, да се тргнеме настрана и да видиме тоа страдање, таа состојба, таа болест, што порака има. Нашата душа, јас како хипнотерапевт, сватете дека работам на 3 нивоа. Свесен ум, подсвесен ум и несвесен ум. Значи, толку навлегуваме во тие духовни процеси, некогаш и надвор од овој свет, и дознаваме дека душата се обраќа исклучиво преку телото. Кога вие имате лоша состојба, болест, било какво страдање, душата не се обраќа преку умот. Таа се обраќа преку симптом, болест или нешто се случува надвор во вашиот свет, живот, во вашата реалност. Најчесто што се случува да бараме надворешни решенија. Никој не може да ви каже вашето решение кое е, затоа што секој од нас е уникатен. Секој од нас решението, клучот, излезот од таа состојба го има во себе. Моментот кога ќе сватите дека патеката што треба да изодите е процес на учење, нешто правите што не е наменето за вас и душата се бори. И вие што правите? Тоа му ставате една маска, мисли позитивно. Како вие мисли позитивно кога реалноста ви кажува друго, а од вас душата вреска од внатре? Значи, што е потребно? Едно успокојување, одвојување од другите и навлегување во некакви алтернативни решенија. Има многу како мене, има многу бесплатен материјал, има интернетот буквално врие со информации како сами да си помогнете. Но секако, се почнува од вас, да се тргнете настрана, да се успокоите, да размислите што е тоа вие што го правите, а е против вас. Најчесто умот ни сугерира. Не е секогаш тој непријател на душата, но често ја блокира. Како ја блокира? Морам да сум добра мајка, морам денеска да сготвам, морам да одам на работа, морам и требам. Од морам и требам се фрлаат луѓето себе си во бездна. Не се важни самите на себе. Тоа е пораката за страдањето. Моментот кога ќе речете стоп, што е тоа на мене што ми е потребно? Дали тоа ја што го правам за другите е толку многу потребно? Дали јас се фрлам другите да ме газат, често тоа моите клиенти го велат, давам се од себе, никој не ми возвраќа. Работам повеќе отколку што можам. Не можам да ги стигнам сите обврски. Едно лудо темпо, значи тоа е погрешното. Умот ви вели биди како треба, а биди како треба тоа е многу висок ранг, затоа што медиумите тоа го. Да бидам убава, да бидам слаба, да бидам образувана, да постигнем на сите полења. Верувајте, тоа не е можно. Да. Сега овие се позитивни мисли или овие се реални или можеби реални? Не се реални затоа што велите морам ова, морам тоа. Како да ги промениме? Можеби не да ги промениме, меѓутоа да ги што знам,
да ги спуштиме во реалност тие мисли дека не мораме се да бидеме, нити мораме да бидеме убави за другите. Најчесто сакаме другите, во другите очи да бидеме. Мораме добри сопруги да бидеме, мораме добри мајки. Како да ги промениме тие мисли да бидеме задоволни самите од себе, без да мораме постојано да бидеме во трка со се, во се да сме најдобри? Одлично прашање. Таму лежи клучот. Значи, во нашите уверувања. Ние креираме фактички од нашиот систем на вредности и систем на уверувања. Тоа се едни подсвесни мисли, одлуки и пресуди кои што ги носиме за нас. Најчесто е: не заслужувам, не вредам, не сум доволно добра. Често сакаме да направиме, имаме цели, имаме, меѓутоа блокадата лежи токму овде. Која сум јас, кој ме чека мене е, за да ме сакаат другите, јас треба се на другите да услужувам. А се доаѓа од еден момент за љубов и од љубов. Меѓутоа, по целата оваа констелација, ние се забораваме себе си. И сега имам честа реакција од клиентите: ама тоа е себично. Кога вие не се сакате себе си, вие немате шанса да сакате друг. Кога вие се мразите себе си, лесно мразите друг. Често се среќаваме во ситуации каде имате гнев, го истурате по други. Вашето незадоволство го истурате по други. Мора да застанете и да размислите. Од каде доаѓа тоа? Во што верувам јас за себе? Која сум јас на ниво на идентитет и кој е мојот self-image? Се доаѓа од таму, се од внатре. Тоа нека биде една убава порака, бидејќи ова е долга и обширна тема, меѓутоа накратко нека биде тоа еден заклучок да тргнеме од себе и сето она што го кажавте нека биде вежба за гледачите, се погледнат во огледало, она што го посочивте, која сум јас, кои се моите потреби и да заборавиме на зборот морам. Да, дефинитивно. Благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.